Евен е непосредно пред летнување за Копенхаген, специјален чартер лет, репрезентација на Македонија на дуелот на годината против Данска на славниот култниот Паркен. Тука се репрезентативците, стручниот штаб, селекторот, членови на управен одбор, новинарите, но со нас е и еден од најпопуларните, да не кажам најславните навивачи, долгогодишен фан на сите национални репрезентации. Ако кажем Шице, доволно. Доволно и за точен одговор, повели да се заблажиш малку. Ете, ова е за среќен пат. Вака ни тргнува убаво расположение со репрезентативната експедиција и нашиот Шиц. Одиме на Паркен против Данска. Шиц, како е твоето чувство? Чувството? За сега е нерешено. Така? Моментално е нерешено. Ние со нерешено остануваме во игра, бидејќи на овој натпревар се бара елиминација, не се бара победник. Се знае што следи. Сметаш дека имаме сила, можност, квалитет фудбалски да ги елиминираме данците? Ако не веруваме, ич да не одиме. А ово сум го чул, некој го кажа. Ако не веруваме, ич да не одиме, да не тргнуваме. Ние веруваме со Господова помош, момците се спремни, нема што да се изгуби. Секој позитивен резултат ние добивка. Само жал ми е за вас. Вие ќе одите за Америка, ја ќе дам Мексико. Што да ви правим? Добро, тоа ќе го расчистиме по враќањето во Скопје. Ние имаме договор со Андон Дончевски за Ацтека. Сега, извини, ја не знам ти што мислиш. Ама, кажи ми, што мислиш дека ќе го реши овој дуел? Ке имаме и навивачи таму, малци ќе зборнеме после фудбалски доле на терен, на трева. Што може да биде решавачко? Борба. Само борба. И одбраната ќе го реши. Нас ни треба 3 до 5 напади добри. И еден гол да дадеме или 2 евентуално? До 2. Ако играш хладилница, не ти кажам. Не прашам за хладилница, збориме спортски, ова е навистина многу важен клучен надпревар. Да го конвертираме резултатот. Ајде. Не се кажа, ќе запишеме, отвори после. Да го конвертираш, убаво си кажа, се извинувам, не те разбрав така. Да си остане како пред рака не се збори ништо. Се согласувам. Верувам и се надевам. Тука сме двајцата за тоа и двајцата. Ако не веруваме и ако не се надеваме, дечките се супер, момчињата се одлични, толку имаме ние. Немаме Марадони и Роналда, ама тие што не се наши се. И ми се најдобри, толку е. Ај кажи ми, ке имаме ли ветер во грб од 1000 и малку повеќе навивачи? Ја мислам над 2000. Над 2000. Така била твоите информации? Над 2000. Добро, ние 38.000 капацитетот со 5-10. Над 1000, ама над 2000 ќе има. Добро. Имаш огромно искуство во оваа работа. Да. Види, дека ќе се слушни гласот и ќе се слушни Македонија, тоа е сигурно. Сега дали ќе можеме да ги надјачаме погласно, пошто 35.000 и 1000 направи со однос од која. Самата бројка кажува. Има и интересна вестна информација, не знам дали ја знаеш, Сабалево ја дознавме ние продукција Скок, дека има некои, не бе рекол специјални правила, ама може специјални да се правила за сите навивачи, не е специјално за нашите. Значи не може големи знамења од Не, тие се стандардни правила. Така. Тие се стандардни, секаде се ги има на секој билет пишува. Знаме, метар и пол на 2, не сме на реклами, да не смета на публика, не сме алкохоли, петарди, димни. Стандардно на сите, секаде. Сега може излегло во јавност. Тако нешто, ама на секој билет што е, било каде надвор, секаде пишува и нас. Што е забрането, што е дозволено. И нема проблеми за нас, само има проблеми што не разбира што е тапан, па и не те го пуштаат. Ама се тапан од кај спаѓа? Дозволени? Ко нема. Пазите. Не стои како реквизит. Милче, пази се една работа. Правиме муабет. Сега последно Данска на првенството на Европско. За ракомето зборим. За ракомето. Тапаните наши не ги пуштаат, на Исланд 10 ги пуштаат. А тапан е тапан, што е разлика? Ема тоа е на Исланд, тоа е на Македонија. Добро утро. Па таа ми е Европска унија, бе, господине.
така го Па класифицираш. не, така е таа вистината. Нема друго објаснение. Па нема. Чеки сега, Милион- за Уданска, како мислиш дека ќе биде? Има најава дека ќе има тапани од македонска страна? Друго е тамо ќе има, ако некој не му текне да не ги пушта. Едно вакно фали. Ова. Секаде влегувале тапани. Тебе Ги проверува. Гент лево, имаше, десно. ама нормално види проверката, си е проверка. Тоа е башка, Тоа е башка. Нема ништо, тапанот е празен, дршката. Таа е готова. Едино може да барат кој ќе одговара за тапанот, да некој да превземе одговорност, друго ништо нема. Да го идентификуваат. Да. Добро, интересен мовет. Ајде да го затвориме со Господ напред. Одиме у финале против кој? Против Чешка или Република Ирска? Како ти фаќа? Чекај. Да не збориме за тоа. Пред рака немој, да не збориме Почитувам, ништо, почитувам. да не збориме ништо, здравје можеме да правиме муавет, како беше Палермо, така? Да. Чутите си, трајте се. Они нека играат, нас ни треба, ти реков, 2-3 до 5 шанси. Има кој да даде гол, да не се секираме. Столе е топ, така да имаме верба. И друг момент има, колку да не икиме да правиме муавет, многу важна работа судиите. Германски на суд. Не знам кој сака нека суди, пошто ние сепак сме некој, Со помал авторитет. да, Најблаго кажам. па така е, не, таа е вистината. Ако биде реално судење, уште толку поголеми не се шансите. Добро, Шиц. Шиц, само кратко, кога веќе го спомна Палермо, само кратко врати се вака, какво беше твоето чувство во Палермо, Италија, Македонија? Абе, уште држи тоа. Какво беше чувството? Зборувам пред надпреварот, пред да знаеме дека ние ќе ги помине. Една работа, секаде каде што одиме, заедно која с нека навијачка група, било како. Песната и дружбата и она представување на Македонија во прекрасно светло, без ниеден ексцес, без никаков проблем, немаше ништо. Навивањето беше врв и на крај честитка па си дојде. Така да ништо не е чудо и тука да ни се деси. Немојте да мислиме, пазите една работа. И тие се спортисти, и тие се фудбалери, а и тие се луѓе од крв и од месо. Може би физички да се нешто поспремни, пошто име они влечат поише на физичката спрема. Од дефолт, по инерција. Да. доаѓа. А нешто друго, бе, како ме праша за со Данска нерешено. Ако не беше излетот на Станојковиќ, ке го примевме голот? Немаше. Ако не беше грешката на Дарко, самите треба да внимаваме. Го памтиш тој момент, го памтиш како сега. Абе, Парво Станојковиќ лета немаше потреба. Уау, 3 минути, колку имаше до крај, шутнија од он летна да даде гол. И не тресна. Денеска сме 24 вторник, сега е 14 часот, саат време пред летот. Некаде околу 11 часот денеска го најдов на линија Андон Дончевски во Австралија, да го слушнам, без повод. Чекамо. За оваа ситуација твоја, Знам, ми вика, Мијалчо, едно само паметам како вчера да беше. Јас му викам на Вујо, имаме резултат, водиме 1-0. Немој да одиш напред. Не го поминува центарот. Абе, Мијалчо, толку беа самоуверени, толку се чувствуваа супериорни, добри. Не ме послуша, се излета, ја изгуби топката, ја пресекој ни даде го. Ова ти што го кажа. сега да ти кажам друго ја. Ова е Господинот голема. Андон Дончевски, ако беше како што се представува, може да свика назад и назад авторитетот колкав му бил. Станојковиќ беше дете младо момче, да се разбериме. Секе послушаше. Него сите мислеа да се даде гол. У моментот мислиш да викне. Да. Седи. Добро, не, ситуацијата ја памти исто како Абе, ти. не да памтам, ќе ти кажам ја колку Браво. сакаш. Ќе ти дадам, луѓе ги имавме прв пат на такмица, трајче Бог да опрости од не знаеше која Македонија, ама знамето го мафташе и навива. Убаво е, ништо, да ја скратиме приказа на тебе, авионот не чека, ние тргаме Со и Господ сега напред. со Господ напред, абе, внука ми највише ќе се радува, немате представа. И само да поздравам Луна дедо, наредната утакмица дедо те носи со мене. Поздравче за Луна дедо, чао.
Непосредно пред почетокот на редовното генерално собрание на Фудбалската федерација на Македонија разговараме со Ѓоко Угриновски, фудбалска личност со долг стаж, да не речем од минатиот век. Повод за ова е престојното гостување на македонската фудбалска репрезентација во Копенхаген против Данска, а Ѓоко Угриновски е еден од она стара гарда на членови на управен одбор, да кажем, или кој работно тело на било кое својство од Фудбалската федерација на Македонија, која гостуваше во Данска и 95-та година со Дончевски. Да, Ѓоко, да. најнапред добро дојде во емисијата на YouTube канал Доргутов, едно твое видување за овој надпревар со Данска, едно мало подсетување пред 31-2 години кога игравме таму. Нешто слично тогаш и сега. Данска беше голем фаворит 95-та година, јас бев и на самиот стадион. Ние до 75-та минута не да се успешно обраневме, него имавме и многу можности да победиме. За жал изгубивме 1-0, али она што би рекле навивачите или народот, честно се продадовме кожата, честно ја продадовме. Сега за овој надпревар исто така, ја мислам дека ние не сме без шанси, нормално Данска е фаворит. Меѓутоа пак во спортот никогаш не речи не. Посебно во фудбал. Да, посебно во фудбалот, плюс имаме нов селектор, нова енергија, ево и Само да те дополнам, амбициозен, најавува офанзивна игра. Така е, плюс информациите што доаѓаат од Данска дека двата голмани и 3-4 клучни играчи нема да играат, во секој случај имаме шанси и зашто да не одиме понатака. Така. Едно мое подсетување, бидејќи јас сум дел од таа експедиција, заедно патувавме со Андон Дончевски и тогашниот состав, а Дончо имаше изјава, вика, дали гледате како се радуваат како Бразил да го победели. Јас се сеќавам тоа и една паралела, не е добро да се споредува, ама некогаш може да биде корисно. Тогаш Данска имаше фудбалери кои играат за Реал Мадрид. Значи, во секој случај, сегашните фудбалери кои играат, да речеме, во Лацио, не знам, во некои други клуби, во Порто, во Спортинг, не се посилни од Реал Мадрид. Така е, се слагам. Пошто јас бев лично учесник, Дончо и после надпреварот долго време не можеше да се опрости зашто примевме гол. И сега истото ја го викам и ево Гоце претпоставувам че имат добри информации и добра стратегија ќе направи. Јас се надевам и сите се надеваме дека може да постигнеме и добар резултат. Добро, председателот каже, кој не е оптимист нема да влезе во авион. Да, така е, секако. Ти благодарам за гостувањето, молам, живи и здрави да молам. се видиме во Вевчани, малку да позборуваме и за локалниот фудбал. Поверете, ве чекам со задоволство. Фала ти. Благодарам.